Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Сонцето изгреа над планините на Хаити. Ти-Фам живееше со родителите во мала колиба од каол. Беа многу сиромашни и секогаш се плашеа од лоши духови. Не знаеа ништо за вистинскиот Бог кој ги сакаше и кој рече: "Не плаши се, зашто јас сум со тебе." Таткото на Ти-Фам, врачот Орестил, стана рано, а мајка ѝ ги извршуваше домашните работи и работеше во полето. Ти-Фам често мораше да помага. Ти-Фам, ки скопаме сладок компир и ќе го однесеме утре на пазар. Оди исечи лисија од банана за да можам да ги ставам во кошницата. Ако го направам тоа, може ли да добијам нов устан како што ми вети? Ке видиме. Ти-Фам ја зеде мачетата и тргна кон плантажата со банани. Незината пријателка дотрча преку полето до неа. Ти-Фам! Мери, утре ќе добијам нов устан со зборови на него. Зборови? Ти дури не знаеш да читаш. Јас прво ќе научам да читам, а потоа ќе купам нешто. Ќе купиш ли нова амајлија од татко ми за да те штити? Не, веќе не носам амајли. Ние станавме христијани и ќе купиме Библија. Мери, ти полуде. Тоа воопшто не им се допаѓа на злите духови. Ќе се разболиш. Ти-Фам, јас повеќе не се плашам. Исус е посилен од злите духови. Тој рече: "Не плаши се, зашто јас сум со тебе." Виктор ни го кажа тоа од Библијата. Тоа се лаги. Само лаги. Ти-Фам ја држеше незината амајлија и побегна. Мамо, Мери повеќе не носи амајлија, затоа што станале христијани. Христијани се луѓе кои му припаѓаат на Исус и поради тоа не сакаат да имаат повеќе никаква работа со амајлии, хороскопи или суеверие. Бог во неговото слово ги забранува овие нешта. Дали зависиш од вакви нешта или ќе му веруваш на Исус? Само тој може да биде твоја заштита и помош. И тој ти вели: "Не плаши се, зашто јас сум со тебе." Ти-Фам не знаеше дека можеме да се молиме на Исус. Таа секогаш живееше во страв. Кога Орестил, врачот, слушна дека Мери и незиното семејство станале христијани, лицето му се затемни и тогаш... Што ќе се случи натаму во овој вистински мисионерски расказ, ќе ви раскажам во наредната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!